Па палаво, дете кое што растеше 70-тите, тогаш детствата беа многу поинакви од тоа што се сега. Растевме на улица, растевме мало, растевме како што тогаш налагаше животот. Добар ученик и добар средна школа, после тоа факултет, ама тоа е веќе надвор од детството. Во секој случај едно интересно во детство, како што мисла дека уствари сите детство се. Нема детство што не е убаво и не е интересно. Безгрижност. Детството е безгрижен период и дефинитивно се живееше во помирни времиња. Сеќам дека врата не заклучуваше, дома живеев во куќа и врата не се заклучуваше. Тоа беше таков еден период на безбедност и безгрижност. Безбедноста и безгрижноста. Безгрижноста иде со детството, безбедноста за жал не. Се уште ми е најдобар жувер. На еден одговор мој по географија втора година средно, кога одговарав на прашања убедувајќи дека ја знам лекцијата и после тоа сконтав дека сум одговарал на нешто што го немаше ученик. Во дадена фаза од животот човек осознава дека надвор од себе, надвор од своето семејство треба да даде придонес и за заедницата и за државата. Ние живеевме во еден многу тежок период, во период кога јас бев во политиката и за мене беше императив да се обидам да направам се што можам, да ја вратиме нормалноста во нашата држава. Полека, чекор по чекор, кој што јас знам да кажам, таа нормалност ја враќаме и очекувам дека од ден на ден ќе се подобруваат условите за живот во државата. Взаемно, кај јас, како што кажам, бев пргав и така не сташе цел живот, по-револуционерен тип од секогаш. Она во тие наши моменти каже, ќе сме заедно втора средна, дека се љубила во мене кога ја го раскаже Заратустра од Ниче во втора година. Да учат, да имаат знање. Знањето е единственото нешто што човек во животот не може да го загуби и единственото нешто што те прави храбар, единственото нешто што те прави самостоен и што ти ја дава силата во животот. Секој семен одмор секогаш го паметам затоа што сите годишни одмори ги користиме ние четворица заедно. Имаме и ние интимни моменти. Пред неколку дена ми почина еден другар. Пушењето ми е незора навика, ама со оглед на тоа што се уште пуша, веројатно не сакам да ја променам. Јас сум дете на 80-тите, попрокот од 80-тите, блузот и рок-н-ролот се мојата музика. Како градоначалник ретко дека имам неработни денови, затоа што, така речи, секојдневниот градот таква материја убава, една интересна, која што влегува под кожа и е навистина придонесуваш за градот секој ден. А ако е неработен ден, тогаш сум дефинитивно дома со моите. Без Тоби. Тоби е мојата куќа. Јас сум месар, јадам месо и знам добро да подготвувам месо. Не мислам дека имам донесено лоши одлуки во животот. Не дека сите одлуки биле добри, меѓутоа не се од таков карактер да сега треба да ја смениш одлуката за да ти се смени животот. Веројатно Истанбул, затоа што Истанбул еден од градовите што ја ги обожавам е град на контрасти, град на многу култура, град на многу динамика, град на движење, интересно место. Немам неостварени желби за среќа, никогаш не сум имал преголеми желби, секогаш кога имаш убава мала желба, тие желби што го прават животот убав, тогаш и лесно се остваруваат. Јас во градот веќе менувам овие 4 години, градот за среќа се движи во еден многу поинаков правец од тоа што беше до 2017 и ако го продолжиме тој пат ќе биде град во кој што навистина ќе сакаме и да живееме и да се враќаме секогаш со радост, меѓутоа и други луѓе да доаѓаат тука.